Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Вечерва имаме гостин во студио, тоа е младата актерка Надица Петрова. Мадам Петрова, добро вечер, добре дојдовте. Прв пат сте овде во студио. Ви благодарам што прифативте поканата и се надевам денеска ќе имаме интересен разговор околу филмот, телевизијата, театарот, актерството. Бидејќи не сте вака често експонирани на телевизија, еве малку едно биографско представување ваше. Вие сте дипломиран актер, така? Така. Кажете ми малку повеќе. Да, здраво. Здраво. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Драго ми е што сум тука. Имав патешествие дури да дојдам, ама стигнав. Ме збуни, какво патешествие? Од Неготина сум јас инаку. Да си жива и здрава, никој не е совршен? Дојде ред. Да, во Скопје, провинцијалка, што успеа во Скопје. Браво. Ете, уште плаќам кирија. Инаку полагам и дојде ред после 2 факултети, после специјалистички студии, после се да полагам за кола. И бев на часови таму. Денес, да. Добро. Во петок треба да полагам. Добро. Еве да ги поздравам ако гледаат од комисијата, може ќе ми се смилуваат. Драга комисио, да не полагаме јајца на Галапагос и цветиња на споменик, Да. девојчево да положи. Заслужува. Да, бидејќи денес се измачив многу. Каде полагаш? Во Неготина или Не, во Скопје? во Неготина. Уште сум таму со лична карта. Нели реков уште сум под кирија, па... Па како не се знаете сите у Пишувам на Неготина? интернет, од Кавадарци е. Да, од Кавадарци е комисијата. Така знам, не знам дали се. Сега ќе се јавам кај Митко Јанчев, не имам, се за кога имам автобус за да дојдам во Скопје. И пишува дека имам во 15 часот и 30 минути, во 3,5. Идам во 3:10 на автобуска и ми вика нема. Нешто вика страната не им е добра. Викам човече, 21 век. Не можам да не може, не е точно. И останав без превоз. Немаше кој, брат ми беше на работа, немаше кој да ме донесе. И викам ќе стопирам. Ме зезаш. Не, отидов таму на... За да дојдеш вечерва во емисија? Да, за да стигнам. Да. За да стигнаме да се средам. И да, и прашав неколку луѓе, ме одбија, не беа на кај Скопје најверојатно. Ја да бев со обвиткана коса, со ранеци, може да изгледав како некој џанак, ама мислам дека не сум до толку. И нема врска, на крајот се качив со едно комби, со едни дечки од Велес, фала им на Боби и на Боби Саше, така мислам, да. Да, и после од Велес си фатив автобус и дојдов некако, па такси до дома, па се спремав. Битно имав патешествие дури да стигнам, значи имав волја да дојдам. И покрај сите предизвици. Да. Чекај, јас сум без текст. Знаеш кај ми иде сега паметов? Каде? Ми иде. Татко ми дека гледа, се вика, каде ма ти? Кај си се качувала таму, ма таму со непознати? Гледа татко ти? Сигурно гледа. Добро, тогаш да не прави. Да не спомнувам жанровите хорор, сек хорор и и култ и така натаму. Добро, Многу беа љубезни дечките и си пратат и театар, се најдовме со муабето, така да супер. Знаеш како, Надица, многу вулгарно ја кажуваат Македонија дека е вукојебина, ама ретки се земите каде што можеш да застанеш, да стопираш и жива, здрава, испочитувана, млада дама и атрактивна како тебе, да дојде овдека и сосема расположено, патешествието да биде само една позитивна и убава авантура. Така. Да, Македонија е супер. Јас цело време се враќав. Додека студирав, бидејќи на ЕСРА студирав глума, тоа е 2000 евра годишно. А јас сама си ја дадов таа одлука да не бидам инженер, да бидам глумица, без да знаат моите, и реков сама ќе си плаќам. И идев во Германија, во Швајцарија, секој лето идев да работам, за да заработам, да си платам факултет. Што работеше? Се. Што е тоа се? Келнер, чистач, Макдоналдс, не знам, во салон, се имам работено. Немам Толку нешто што си немам снаодливо типче? Па да, од 14 години работам. Првата работа ми беше на радио во Неготина. Како дете видов оглас дека има, јас се пријавив. И ме примија таму, првата плата ми е од радио. Тисни ја вратта. Да, тисни ја вратта да ја го тиснам на мајката. Или на бујната. А многу интересно, Неготина и Кавадарци не знаеме да кажеме г. Чекај сега. Беше проблем да прочитам граѓаните. Граѓаните. Немаме ние Киро, имаме Чиро.
Не знам разбирам. дали си запознат со диалектите кај нас. Како кавадарци неготино не Не можете знаеме да да кажеме г и ќ. Г и ќ. И ќ. Точно. Што кажувате место тоа? Дж, Дж. дж, дж. Дж, Джиро. дж и ч. Не, тоа е чиро. Чиро. Чиро и џоко. Чиро и Џоко. Близко си, имаш, треба да вежбаш. Ке ми отиде кариосот. Додека го изговорам. Да. Чекај се една јадачка да ти ударам, пошто си од Неготино. Така. Што е проблем? Колку пати полагаше до сега? За кола? Сега прв пат. Прв пат. Сега прв пат на полигон положив тоа тестови, сега градска. Има Сега дека- семафори у Неготино за да Па нема. Ја тука. ме изнасме. Нема. Девојче ме изнасме за сите Нема, па пари. затоа у 5 кавадарчо ни утакмица ни донесоа семафор цел. Па, Не знам дали дека- знаеш за тоа. Знам за тоа, туку ја не знам дали е за фраканци или стварно. Чиста вистина е тоа. Таа е таа љубов. Колку е кавадарци Неготино? 10 километри. Па мислам, стварно треба еден град да биде. Треба да биде. Јас многу сакам да биде еден град. Глеј Митко Јанчев што направи, викам таван да го земе и Неготино Па и треба да го ве земе. стокме. Нека го земе. Нека го земе. Бар ке викате, имаме Дрекселмајер, имаме Кожувчанка, имаме семафор, Се имаме. а ке бидете елитната населба на кавадарци. Ова ми се свиѓа. Може. Таман ние го имаме тоа елитното Холивуд што е на ридот Неготино пред да влезеш, Да, не знам дали. да. Значи, Каде е тоа го авионот? држиме. Авионот. Не го фатив јас авионот. Не го фати знам, авионот? Не, авионот Леле, била атракција. колку сум стар, мајко. Нема тоа. Имам пиено оранжада таму. Колку убаво. Сите го зборуваат авионот. Многу убаво нешто било. Да, Ама ете, да, не кога знам. ќе поминуваш едноставно на ридот тука стоеше авион и Да. беше ресторани, кој ќе дојдеш од озгора седнуваш, ќе се напиеш кафе, феноменална работа. Некако имавме некој таков предприемачки убав дух, ама не знам зошто. Треба да се направи пак некој да се најде, сигурно има да се донесе, да се направи, нели мислам дека би било супер. Мислам дека И баш покрај автопатот е близко, Да. мислам дека може да доживне и градот, еден предлог за политичарите од Неготино, можат да го живнат градот. Океј, да не те реметам премногу, значи во петок те очекува големо полагање. Да. Ние се зафркаваме Скопјанишчева, се зафркаваме каде да полагам јајца на Галапагос. Леле стари вице и се ово. Да, исто како Неготинка. Неготинка? Неготинка. И така се смеат. Неготинка. Нели го знаеш, Бајанко, овој стар виц? Леле, И како така не- и кога ќе не, кажеме, леле, ај се мајко. смеат сите, ја викам, многу е смешно. И смешно е. Не е смешно. Не, Добро, ако го чуеш толку попат, не е смешно да е смешно, така, а уште посмешно е што ја па не капирам, не ми пали. Ја што се мислам дека сум брзвак. ми па дека си чист, затоа. Дезодорант си истуширав, супер. Кажи ми малку, специализираше, значи не Да. дипломираше, отиде... Да, и дипломирав и специализирав. Што специализираше? Исто актерска игра. Актерска игра. Да, со надеж дека ќе се вработам во некој од државните театри. И како е таа надеж? Извини, ова намерно карикирав со моево, демек се подсмевам. Па така што почнав да се бавам со стендап. На последната аудиција отидов изнервирана од цела ситуација. Аудиција каде? За вработување во еден од нашите театри. Нашите театри за да те вработи Државните. прави аудиција. Да, има. Откако ќе завршиш факултет, се покажеш има формални аудиции. Формални аудиции. Да. Каде беше? На кој се знае веќе кој ќе се вработи, генерално е така. И веќе сме помирени со тоа. Добро. Ама јас тогаш не бев помирена. И веќе во тоа помирување отидов, викам, сега ќе им спремам нешто и ќе им отидам и сум во позиција на сцена да можам се да направам во некој склопен, нели, аранжман актерски, како се вика, некој кратко сценарио. И им кажав се. И тоа беше така брутално. И они се смееа. Што им кажа? Јас сум од комисија, еве, не мора да ја кажеш комисија, ама ако ја кажеш, слободно. Направив пародија на Лила Филиповска шоуто, на тоа се или нешто, и всушност направив компарација дека тоа они што го прават моментално е како на Лила шоуто. Всушност во тој контекст беше. Имам неколку карактери
кои се као учеснички во налила шоуто. И сите се со мое име, и едната беше од Кавадарци ја направив, пошто ја како од Неготино зборам. И ништо, отидов ракија им дадов, дека кај нас така се функционира, и нели сите тие работи. Дека не е мито, тоа не е корупција, тоа е домашна култура. Ја мислев, мито е стандардно Не, мито, нешто. значи еве сега домашна култура, јас сега и тебе ти носам ракија. Значи, воа не е мито, Јанко, Не. воа не е корупција, воа е домашна култура. Воа е домашна тиквешка ракија. Ушише од Кока-кола. Мислам, воа е македонската Кока-кола. Амди Бајрам, Бог да го проста, може се налуте. Ама воа е. Воа не е наша, не правиме ни, тато мораш да го продаде лозисто за ја и бато да студираме. Воа е од кај Тканевенка комшикта ракијата. Најубавата ракија. Да продолжиш вака да збориш. Чекај, стварно ми донесе раке? Да. Ја ова да го пијам? Да, може и сега да се напиеме. Сега го се напиеме. Па по една чаша, Нема чаша кај мене. Не земав зелка. Зелка утегла од нутела. Мислев да земам краставички кисели, ама не стигнав, ти викам дека се спремав за пола саат, иначе ја имав план, само кажам на Максим. Не е празна Како варица. брзав? Не, супер. 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 Може да се напиеме помалку. Сакаш ли? Да. Јас сум од Неготино, ние сме задоени со ракија. Ај нека донесе некој 2 чашки. 2 чашки ракија бите. 2 чашки, ракија сами ќе си ставиме. Да. Не смееме вака, ама нели, ова е газоза. Да. Газоза. Гледам чак. Да. Изветреа на газот. Слушай, за 20 години го гледаш она шише ондека позади. Да. Ево него ми направи еден човек по повод 20 години од емисијата Јади Бурек пред 3 години, шише за ракија, празно. И викам да стои тука, да не стои празно, му ставив газоза. И го затвори убаво. Експеримент со газоза. Брат, ја искрши ја тапата. Мислеа ракија. И гледаш, малце е Ама чудна подпивнато. боја. Да. Газоза е. Да. Да го проучикам ќе. Сега обратно. Сега имаме обратна ситуација. Да. Тоа е таа. И така, но иначе во тоа One Woman Comedy Show што ми е, што произлезе од сето тоа, таму кога играм во помали простори, кога играм во јавна соба, например, не имам изненадување за публиката, тие што биле знаат, давам ракија во еден момент. И сите се изненадени вака позитивно, не знаат да сериозно ли е ова. Македонија, кој може негативно да се изненади за ракија? Така. И тука тоа е многу интересен момент и исто имам еден момент кај што свирам на хармоника, малце. Ја вадам хармониката, имам преработена песна на тиквешки. Тоа е една позната руска песна, ама ја преработи. Некој да не се навреде од и руска, нели? И таа отприлика сега да не тија, немам видео со тоа, имам само трейлер еден, ама таа тие сите ја знаеме, од Калинка уствари е преработката. ја знаеме. И таа звучи отприлика као ракија, ракија, ракија моја, 2-3 чашки ќе испијам и среќна ќе си бијам, мој ракија, ракија, ракија моја, уште 2-3 ќе испијам и убаво ќе си спијам. Ме натера да се напијам. Таква е. Значи, да, јас сум амбасадор за тиквешијата, иначе секаде носам ракија. Добро, стварно е толку култ ова, нема куќа, нема човек, ракија е стварно култ во вашите краишта. Вие стварно и се лечите, се мачкате. Обавезно. Да. Се. Значи, тоа ти е нешто што, значи, каква вакцина, значи, каков тетанус, метанус со крафијат ќе се пребодиш. Тури си ракија, малце тука, малце напис. Те болела главата, намачка си ракија. Грлото те болело нешто, тука си кашло, грајдите болеле. Тука вака си стаиш со биберче ракија. Прашина, таа не е убавата ракија за прашина. Значи, тоа ти е лек за се. Права актерка е Надица. Знаете, кога дојде скромна, скрушена, љубезна, малце дури делуваше трема, викам, ајде, ќе и помогнам малку, бидејќи за Надица една работа покрај тоа што е млада и надежна актерка и ми се допадна низините, она што го гледав во низиниот стендап,
за кој ќе збориме и малку повеќе. Надица и актерката во оној филм кој ја овдека многу го промовирав, кој досега освои 2 меѓународни награди, третата е во пендинг, ама не смеам да зборам. We Are For Real на Максим Милковски, каде што ти глумеше една од главните улоги и оставивте стварно печаток. Ај се да те прешалтам, дознав ли све од твојата аудиција? Да. Што имаше? Све ми кажа што требаше да ми кажеш? Да, се уште сум невработена. Не. Што им исплеска друго? Не, па тоа генерално такви убави Добро. работи, да. А не беше вулгарно, они се смее, а? Не. Ми рече сакаш со ова да те Па представиме. да, па може со тоа да почнеме. Еве, ова го играм во Валандово на 28 сега. Ги поканувам сите од Валандово да дојдат да се смееме заедно, да уживаме на One Woman comedy show која сум јас. Океј, режија, 2 минути е ова. Се надевам дека само да видам дали и звукот ми е пуштен. Не проверивме овдека, бидејќи јас сум се режија и реализатор. Океј, добро. Одиме. Надица Петрова. One Man Show, која сум јас? One Woman. One Woman. One Woman. Чекај, ама пак ти после си играш джендер некој за... Ај не се курчи. Не се курчам. Тоа е woman, имам за жена цел концепт и тоа ќе ти го кажам, ќе видиш. И да ми го кажеш. Има ова вака само курчењево е само за да продава. Речи. 4 кутии, 4 преврзачи и само едно прашање. Кој ќе го освои банкарот? Се почнаа е така. Провинцијалките дојдеш успеа да се инфилтрираат во големиот град. 5 оделенија и дојдем. Да, тоа е на манарки. Здравам сите. Јас сум Натчето од Кавадарци. Талентирана сум. Јас сега, најпресен бизнес ми е с вакцини. Чупе зашто не носиш маска, ми вика. Имам ги сите вакцини, пошто Pfizer одедно ги чувам на ладно од ИРЕ, да не се расипа. Тоа е Европа, каде сме во Европа со Многу пријам, многу се трудирам, многу се ебам. Се бавим со астрологија и видите со AstraZeneca да се вакцинирам. Кои се афганистанци што ги прибирам од тој, тоа е све за ми да идем во Америку. Маска да клам. Не петока за сминка, маска да клам. Вакцина, мене не им треба од ја имам ракија. Сек американци малку наљутисва се, зашто Пола Куманова вакцинира смо се у Србија со Спутник. Се вакцинирав нормално. Значи, која е вакцина и се. А кај ќе го чуеш кога никој не ти се обраќа по твоето име? Дај, осетнела това. Тоа имам дечко. Не си да чува детето. Дали е поле или на јама. Директоре, градоначалник. Горе шо ме снимате ли? Чекайте малку, да. Чекај, ја почеток сега, не можам, но па сега треба да се представувам да не се знаеме. Ова е трейлерот за твојот стендап со кој сега настапуваш, но имаш уште еден... Да, имам нов сега. Новиот е Не се курчи. Новиот е Не се курчи. Да. Ова е првиот, ова е всушност таа монодрама. Ајде да идеме за првиот Да. да поразговараме. Значи, у театар не можеш да не те примат, 2 театри се у Македонија. Не, има многу низ Македонија театри. Добро, ама ти сакаш и у МНТ или... Не. А драмски? Само... Не, само би сакала да се вработам, нели? Така? Да се вработам. Не, Да само да работиш. се вработам, да сум таму каде што ќе ми биде убаво со колегите, кај што ќе се разбираме. Може би ова е нешто нереално, ама може и не треба да се вработам во некоја државна институција. Може би треба ова што го правам, има некој пат зошто го правам. Така да веќе не знам ништо. Не знам. Правам тоа што ми доаѓа. Еве стендапот ми дојде како форма што никогаш не мислев, не сум се гледала таму, не И сум тоа е се доживувала изненадувачки, како смешна. бидејќи си имаш атрибути на карактерен. Да.
Актер. Да, јас се пренаоѓам во драмски ликови, во сериозни ликови, емотивни, можам да правам трансформации, емоција, да отворам лесно, да дадам. И никогаш не се гледав во комедија, никогаш. Но ете така излезе, направив монодрама и комедија и сите ми рекоа имаш стендап. Јас не ни знаев што е тоа, не ни имав некојаш амбиции да се бавам со тоа. И некако еднаш, два пати, три пати, 30 пати го изиграв тоа. И како се, и такво ми е, револуционерно ми е, јас сакам да имам што да кажам, има зошто тоа го кажувам, наоѓам начин да го кажам тоа, малце да делувам некако. Нели го правам со таа цел, јас ова сум го избрала за да можам да помогнам и на себе и на другите. Интересно е, бидејќи актерите често пати можат да бидат многу разочарувачки. Го гледаш, карактер одглумува феноменален и добиваш печаток дека е тоа некоја продлабочена, слоевита, силна личност. Ке го чуеш на некој интервју, гледаш ова и викаш Бог да чува, као, не знам, еве, еден Харисон Форд, кој ме одушевил во милион ликови од Blade Runner до Blade Runner, да речеме. Кој ќе го чуеш, реченици не му се толку празни, плитки, така натаму. Интересно е што типа Ја обратно. обратно идеш, не, знаеш што, стендапот има што да кажеш. Да. Бидејќи у стендап има многу керефека, има актерство и има едно што стендап комичарите го немаат, а ти го имаш и тоа ме интересира од кај ти е. А тоа е кабарето. Кабарето е една сериозна, продлабочена, иако на прв поглед не е, уметничка форма. И кабарето, театарот на абсурдот ми се мене или раниот дадаизам и така натаму се многу блиски. И они даваат една многу силна андерграунд сцена во целиот свет и го подигаат на едно уште повисоко ниво, не за широка публика, целиот театар. Гледајќи те тебе, не само по она што го збориш, бидејќи стендап комичарот кажи ха-ха-ха. Ти не идеш на тоа, ти идеш малци идеја, па сакаш да разложиш, па ова. Да, имам јас цел концепт како представи ми се мене. Има целина, има почеток, средина, крај. Има зошто, има приказни, па ги спојувам, па правам некоја драматургија. Несвесно го правам тоа, ама ете, тоа ми е природата, го правам тоа што ми доаѓа да го правам. Не го правам тоа што треба или што не знам. Немам појма. Така некако се најдов во тоа и го правам ради тоа што не можам, а да не го направам. Што вика еден пријател, Петар, он вика, го правам тоа што не можам, а да не го направам. Посилно е. Имаш некоја представа во себе и воопшто, дали си го следала кабарето воопшто, како тоа, бидејќи делуваш како да си настапувала во... Не. Не. Не, ама тоа е сега во ова новото не се курчи, зборувам за тоа. Траума од детство. Значи, освен како мали, освен тоа што јадевме ќотек кога се курчевме како деца, имавме прилика и да пееме. Не разбирам сега како од курчење идеме на Кабарето пеење. сега ти го вакво. Аха. Да, имавме прилика и да пееме кога ќе дојдат гости на моите и кога ќе се запијат сите. Тогаш ние бевме, ајде Керко, ја избирав да пеам, пошто брат ми петкашот не кеше, па ја тука ги освојав поените да ме сакаат. Ја пеев тука. Пеев, настапував пред гости и од тогаш си го носам тоа и нема представа што ја правам и детски представи исто. Пишувам и текстови и правам детски представи за деца. И сакам тој момент да има и музика, да има една таква игривост. Дали дека имам ниже музичко завршено? Виолина. Браво. И тоа, да, многу сум благодарна за тоа искуство, бидејќи тоа ми даде еден друг сензибилитет. Да гледам низ работите со музика. Па можеби од таму е тоа, не знам. Го барам јас. Кабарето генерално ја 10 пати го спомнувам затоа што неодоливо ме асоцира. Кабарето е спој на стендап, Да. театар и музика. И музика, точно. И тоа една личност ја прави. Па уште кога те видов облечена во трико, Да. Во трико беше класика. Така. Бидејќи тоа е класика не само од филмот кој го Да. знаат повеќе оскаровскиот
кабаре, туку и оние што го следеле кабарето. Кабарето секогаш било многу прогресивно. Например, во фашистичка Германија таму се можеле да се чујат работи кои во демократски земји денеска тешко дека ќе ги чуеш, а во еден тоталитаристички систем некој би се осменил такво нешто да каже. Кабарето и стендапот на таков спој секогаш бил храбар политички, ама на авангарден начин, на еден начин кој ретко кој може и треба малце на едно послоевито ниво да го исперцепираш. Така ли е режија? Чашки за ракија? Па не слушаат бе душо, ја затоа им се извикам. Ја од преска им им реков, викам еден да се симне, не слушаат. Еве сега не слушна. А сега не слушна, Да, ќе дојдеш, откако се значи извика. здравје играм на 10-ти. Добро, каде? Во Паблик Рум. Така е. Да, а на 13-ти сум во Минт, во кисела вода, со не се Добро. курчи. Така да, еве и официјална покана до сите и до тебе да дојдеш да го гледаш во живо. Со Бидејќи задоволство. друго е доживувањето. 10, 13 мај збориме. Да, мај. Добро, одлично, одговара. Да. А на 9 мај сум во Кавадарци. Да, Тоа Иде поише да ги ме викам интересира, таму поодлепено ќе биде. сигурно. И Митко ќе му се јавам да идеме заедно. Супер. Може. Ама нема ракија да пиеме, ќе пиеме од кожувчанка. Ако. Еми, Во комбинација со ракија. добро, синалко тогаш. Со ракијата. Преска Мито која ми кажа, викам во ваши краишта Мито е најпозитивна работа, секој втор се вика Мито таму, Да. Мито. И тоа е така. Океј, Надица, имаме доста видеа и негдека на крајот после ова ќе поразговараме ќе ги пуштиме тие видеа твои каде што имаш тие настапи, а овдека имаме неколку еве каде што најсилно мене ми асоцира например на тоа што го нарекувам кабаре и мислам дека е тоа од токму Ова е од премиерата, се видеата. И уште не ми е толку легнато и јас многу искрено си наоѓам замерки во овие видеа, ама нема врска, јас да си се оправдам. Добро, дека нешто ќе текстот смени. сама го работиш? Сама, да. Сама. За мојот аутфит се погрежи Сашка Павловска, сакам да ја поздравам и неа, за вака да изгледа се уште поинтересно. Ова е класичен кабаре аутфит, па дури и со завесите, Така. и ти ми викаш, уопште немам у план. Сега, или ме шупчиш, Не, ова е сега не знам дали да откриам зошто е тоа, има оправдано е зошто е ова цело вакво. Не знам дали да го кажам сега. не знам, ти си знаеш. Траума од детство имам. Од И што? го отварам. Сите имаме многу трауми од детство. Добро. Така сме сега ова што сме, мислам, само Што е треба да твојата си ги траума? признаем. Има многу, како и сите ние. Дека ми имаат пратено на фестивал за деца, на времето најдобар глас за деца со Драган Вучич покоен. Нешто како звездици сега. И сите дечиња пеат детски песнички. Јас пеев песна од Лепа Брена. Тоа да било сега, ќе ги тужеа моите, како за Васко Жабата тоа. Така беше. Нема врска, ама како и да ми донесе се што ми си има случено во животот, се е за добро, за да бидам сега ова што сум, така да нема врска. Јас се смеам, трауми од детство ги викам, ама се си има зошто и фала Богу. Така да ова е тој момент, на крајот ќе се оправда зошто сум вака облечена, инаку така има, јас си подпевнувам помалце нешто, така ми доаѓа од траумата од детство за пеењето. Така да не знам. Ајде да го пуштиме ова. Ајде, не знам. Мене ме интересира. Ова е од стендапот Ова е не се курчи. Да. Зошто толку вулгарен и дрзок наслов? Не знаев дека така го доживуваат луѓето. А Така ми стварно дојде. не, Сама си го паблик, зборам. мене не ми е, пошто мене узречица. Да. Те разбирам потполно, ама бидејќи со јавност работам, со ове за радиодифузија и така натаму, знам дека луѓе драматизираат малку повеќе. Курчењето е некој си сленг за возгордеаност. Така не е. се филмај, не се креве, не ама летај високо, да не паднеш ниско. Мислам, импакт... Бидејќи го користиме, јас го користам за себе многу често. Не се курчи бе, најце полека бе, па не, кај шокаде. Значи секогаш кога ќе се возгордам, кога ќе се искурчам за нешто и ќе паднам на крајот, нели? И затоа, и сега
така ми дојде да го ставам. Немав јас очекувања дека ќе има таков фидбек од Каков публиката. фидбек има по Многу тебе? убав. Сите реагираат кога ќе го видат и им се свиѓа, им прија некако убав импакт има. Им се допаѓа. Знаеш, Им се допаѓа на луѓето. Нивото на културна вулгарност, да речеме, Да. некоја пристојана вулгарност е асоцира со слобода на говор, со демократија. И тоа е така. Види, јади бурек јади бурек затоа што требаше да биде јади г. Така да, така. Ама не беше заради г-то да се акцентира, туку луѓето да зборат слободно. Па јади бурек, зборете слободно. Точно така. Така да мене затоа и ми се допаѓа оваа приказна. Да. Можеш и тебе емисија да направиш од ова. Ајде да го чуеме првино. Го помислив тоа пред една недела. Само леле. Режија? Джензи генерација не знам дали ги имаше фиксен телефон на времето, кутија вака, со слушалка, вака со вртење, со кабел поврзано, и звони вака. И трчате цела фамилија кој прв ќе се јави. И ако некој тебе те побара, треба да каже од која фамилија и зошто те бара. Чекај, ќе идеме уште нешто да пуштиме, сакамо да. Мисли тоа, макросекунди. Само лепо ми може да спаси. Кога со мајка ме пречупува, со папучки, со песници, што најде мама по мене. Таква пруа. И ја тако, јој, мамо, јој, све ми душа дава, да се спасам, јој. Само пошли. Ова беше што ја исполнуваше? Ова беше дел Од од Лепа таа Брена? приказна, дел. А ова е таа песна? Има приказна, не е таа песна. Не, добро. Да. Како си ја фатила, млада си ти за Лепа Брена? Чудно. Па беше хит уште. Океј, имаш ли искуство со театар? Да. Имав среќа со тоа што ми беше професор, уште ми е, го доживам како професор Дејан Пројковски. Гениалец. Да. И стварно имав среќа, бев таа генерација што професорот доста беше со нас, ни помогна многу да пораснеме. Беше строг, како што треба да биде. И игравме во МНТ Вечната куќа, Мајстор Маргарита, во Штипски театар, 2 представи, во Турски театар, додека студирав после тоа. Така да имам искуство. Само што ете тоа, како дипломирав, нели знаеме како идат кај нас работите, дека тој добро стоеше со таа власт и такви работи, па после тоа он си отиде во странство да си режира, што си е добар, си го бараат сегде. И јас сватив дека треба да работам. Јас уште одамна им го викав тоа на колегите од класа, да правиме работи, да правиме детски представи, ама некако немав. И кога дипломирав, викам јас морам да работам, мене нема никој да ми се јави. Имам и тој дел во Не се курчи, кажувам еден таква приказна за тоа дека генерално кај нас еве 270 и кусур невработени дипломирани актери сме. И 99% ќе завршат факултет и чекаат некој да им се јави да ги вработи. Епа не може тоа така. Па што треба? Не иде така. Ма нема како ќе те дознаат. Водиш на аудиција, претходно фаќаш врски и се вработуваш. Па Не знам како иде. А како се фаќаат врски? Ама не знам да знаев ќе бев вработена. Да знаев и јас ке работев у некоја подобра. Да. Да речеме у CNN и што ти ја знам, да. немаше овде да бидам. Ама не знам како се фаќаат врски. Не. Кај Доналд Трамп или кај Елон Маск или кај Меркел и што ти ја знам. Вака, фатив кај Џорџ. Па ништо тоа дека сватив дека и викам добро, сакам да работам. И се јавив, се поврзав со колеги и со режисери, направивме тогаш Чиста хероина, одлична Ангелина од Загорка Попанковска текст еден. И супер излезе таа представа, имавме пиротехничар, онака без буџет ја направивме, од джеб дававме пари, ова до ден денес го правам. Каде ја? Во јавна соба. Во јавна соба. Во јавна соба, они се прекрасни, навистина се отворени за независните уметници, голема благодарност до нив. Тоа е моментално куќа каде што може да се каже една од единствените.
од Чекај, малкуте. јавна соба е на некој начин пандан на МКЦ. Точно. Да. Зошто е проблем тоа во МКЦ да го правите? Веќе има инфраструктура Исто и која во МКЦ ние граѓаните ние сме имале така, отворена врата. би и во требало да МКЦ, биде отворено секако, и за вас. Да, за две представи, да. Но сепак нели си имаат и стандард, се има ред. Малце поголема институција и многу порано треба да организираш, да побараш, па нели термините, дали ќе се погоди, дали нема да се погоди. Така да и МКЦ е таа што исто останата таква институција најпоасална. Доста работеше и на проектот Македонски народни приказни. Да. Една тоа е- година бев вработена во Алфа телевизија како актер. Македонски народни приказни, турски серии. И Синхронизација? Да. Добро. да, многу се смеам за тоа во One Woman Comedy Show. Го кажувам од една друга перспектива. Ама сега не би зборела за тоа, сега само можам да кажам дека сум благодарна за тоа искуство. Ми донесе многу знаење. Ти да глумиш на минус 50, да контролираш вилица, да контролираш бешик, да контролираш текст, се да контролираш и да во исто време да... Сега ти Да е си- јасно да си присутен? зошто режисерот купуваше од AliExpress електрични греачи за нозете и за рацете. Стварно во ненормални услови работевте. Да. И тука ја лично сум запознат со тоа, навистина мислам дека вие како екипа што работевте таму во тие услови, тоа е надчовечки напори сте направиле. Мислам дека нема актер што ќе направи. Како снимавте? Една епизода за 2 дена. Да. Една епизода за 2 дена. Не постои никаде у светов такво нешто, дури и со фиксни сцени. Да. И сепак окей се, не се толку лоши. Да. Во однос на сите Фативте тие и услови. болви, и крлежи, Се и поред. све поред. Сите болести оние ги закачивте што се селски. Јас се Бидејќи смеам, во еден такво- колега имаше среќа да го касне змија на сет. Така? Па Но, каква беше, памтам. што беше, па вие кај до куќата си ги знаеш, ние екстериери снимаме, големи високи треви не ги знаеш, овие околу куќата си ги знаеш, по име си ги викаш змиите. Овие не па каква беше, на него какво искуство му се пружи. Он кој ќе отиде у Холивуд, кој ќе треба да одглуми таква сцена. Некој ќе отиде да даде интервју за варајати. Така? И кој ќе рече, вика, ме касна змија. Значи среќник. Змија го каза. Што си доживеал ти? Онака, уште го имаме тоа. Да. Се појави у неколку филмови, кратки, твои улоги, да речам, епизодни, ама сепак остави колку толку трага, те баш онака Немам те многу искуство немам со филм, искрено. Би сакала да имам повеќе, но ете, не знам. Зошто ретко има аудиции, кога има аудиции ќе се пријавам. Можеби не одговарам за тој лик, можеби не знам. Немаш врски. Мислам дека има проблем со тоа што имаат комфорт режисерите да работат со едни исти, им е сигурни им се. И тоа од една страна разбирливо, бидејќи им се сигурни, знаат дека таа екипа е таа и дека знаат дека нема да имаат проблеми, бидејќи ние уметниците малце сме и така. Немам, слабо има до одговорност и дисциплина, ретко има да најдеш од актерите, за жал. А тоа е многу потребно, тоа е најпотребно од се. Дисциплина. Дисциплина. Па да. И сега стварно е тешко да се најде. И кога ќе ги најдат со истите се задржуваат, со тоа што мислам дека пати уметноста и делото, ради тоа што можеби за таа улога има некој подобар за целото дело да биде многу поуспешно. Ама некако тука, знаеш, тоа сите се гледаме на сигурно да сме си. Мислам дека тука треба да се пуштат малку повеќе. Алтернативниот театар во Македонија одамна не можем. Например, Македонија некако изникна тој алтернативен театар како алтернатива на драмски и на МНТ, нели, режимски театри, државните, со, например, Зелената гуска, театарче Лево Ќоше, па после се проширија и некои храбри представи каде што беа онака дури радикални. Да. Во тој свет Во како тој свет, да, јас истото го почнав, отворивме со еден мој колега независен театар. Не знам Стварно? дали си чул, Не. да. Театар Златен Елец. Добро? Јас сум таму председател.
имам функција. No, затоа ја смени одма фризурата како Кейт Буш се направи Така? сега. Да, до сега беше онака Да. холивудска дива и сега Кейт Буш. Running up the hill. Го основавме точно пред короната да фати. И рековме ајде, ќе работиме. Златен? Елец. Елец. Слободно побарај на Фејсбук. Тој е Златен Елец, раскажувај малку. Елец е градот, не знам дали ја Не знаеш знам ништо. Галеп Раскажувај. од Чехов, Добро? најпознатата драма на Чехов, Галеп. И има тука една приказна за една млада девојка што сака да стане глумица и она станува глумица, позната драма од Чехов е. Иде во големиот град во Москва и таму е ситуацијата каква што е секаде, како што е тука генерално се соочува со реалноста, брутална каква што е, не се снаоѓа најверојатно и ја праќаат во Елец. И ние додека студиравме, има една сцена, на крајот ја прашува зошто во Елец тој Трплјов, главниот машки лик. Ја прашува зошто и да, вели, тоа е животот. Тоа е животот, таму ќе ми се нафрлаат образованите селани. И Елец. Елец е како градче, некој е во Русија мало градче. Како кај нас, не знам, Кичево нешто, Неготино, седно. И сега ние се смеевме додека студиравме, кај ќе работиме кога ќе завршиме, пошто знагледаме како е ситуацијата. И се смеевме во Елец ќе работиме. И од таму излезе Елец. И кога мислевме како да се вика театарот, викаме Елец ќе се вика, ама ај Златен ќе си го направиме бидејќи е наш. И така се случи Златен Елец. И еве веќе 3 и нешто години работиме, правиме представи, имаме над 10 успешни представи. Како? Така убаво. Како убаво. До сега само имаме 2 поддржани од Министерство со многу малку пари. Браво. Да, Браво и и нешто за од град толку. Скопје за не зборуваме за 50.000 денари, нешто такво. Браво и цела за толку. представа, ама генерално последниве 2 години ич не сме добиле. Со оглед на тоа дека работиме многу, сме имале над 100 изведби на представи низ цела Македонија. Значи ние ја работиме таа децентрализација на културата од Скопје на секаде. Сме биле на места каде што децата немаат видено театар и луѓето немаат видено. Правиме работи и таму се сочуваме исто со сешто, ама некако немаме како да не гледаат што правиме, како да не, иако праќаме се да биде најпрофесионално, сите документи се образложено, кои сме, што сме, како сме, кај сме биле, што сме правеле, ама некако немаме добар фидбек од државата, од Министерството за култура и од тие луѓе. За жал, И така. спортот, културата, многу работи од областа на уметноста и овисат од државата. Секде во свет тоа е отворен и слободен пазар. За жал, еден Ентони Хопкинс кој вели, ја за да глумам у театарска представа морам да идам на аудиција. Ентони Хопкинс иде на аудиција. И нема државна плата. Тоа е тоа што ќе го заработи. Ама има сцена која го издржува сето тоа. Македонија, ти ми рече дека има 250 невработени актери. 270 и нешто. Зашто? Дипломирани, невработени. Па зашто не станете селани, мотика, стока да чувате, машински инженери, економисти, да лепите плакати за партија или што ти ја знам нешто што... Зо јас се работам. Све Сите тие работи ги работам јас, немој да мислиш дека не работам. Добра си. Ја реков ке ми, немој ти на мене, Не, јавне. не, Све, дај ми, нема проблем. Никако. Девојка за се. Па да, ми рече на почетокот дека во Швајцарија се си работел. Да, во Германија. Германија. Да, немам ја страф од работа, само што ми во душата, ова го сакам и затоа студирав, ова работам, уште јас уште учам, уште растам, уште се градам себе си како актер. И не чекам некој мене да ме верификува, туку ете, почнав сама да правам работи, на добар пат сум. Не знам на кај ќе идам. Целта е гледам ја да бидам среќна само. Да бидам ја, мене да ми е душичката на место. Другото, значи ја да бидам славна или нешто или не знам што да направам, добро сакам да си имам мој дом, да не сум под кирија. Ама и тоа е на крај крајева си викам па шо, и така ќе умреме шо. Кажи ми твоето искуство со овој наградуваниот филм на Максим Милковски каде што глумиш Tell me, we are not for real. Да. И еве,
освои 2 меѓународни награди, поканети на уште фестивали меѓународни. Иако е студентски филм, експериментален, го снимивте за 5 дена. За помалку, да. За 5 Така? дена го За снимивте. 5 дена? 5 дена го снимивте. Ја ви носев храна. Мислам, ја ви набавував храна, не се надевам добра беше. Одлично. Од дежаву. Да. Кажи ми, како ти беше искуството и дали те изненади воопшто да еден ваков филм, кој е студентски, што значи no budget, Да. кој апсолутно не треба да... Тоа е, нели, Да. семинарска. Така. Да се појави на фестивали и да освои награди. И сега филмот има неколку ловорови венци на својата најава. Да. Што Среќна значи сум тоа? многу. Добро. Искрено јас не очекував на крај памет. Мислам, го направивме тоа, баш беше студентско, без многу искуство. Максим е многу посветен. Јас тоа го почитувам премногу кај Максим. Дисциплиниран е, посветен е, размислува многу, разумен е. Мудар е многу за негова возраст. И ги знае работите. Значи, он, кога ми се јави, во дежаву баш седнавме, и ми вика професорот, ми рече, вика, ја ги барав од МН-та, не знам кој ги барал, од не знам, викам, Максим, викам. Тешка работа, викам. Си работат натаму нааму, викам, не знам, си имаат зафркнато можеби со 2-3 студенти што снимале филмови, им прифатиле, па се десиле кушлоси, викам, нема да ти се нафатат, викам. Најди некои што се дипломирани, онака најкако на брат советот, викам, да се дипломирани, пак да се до некаде спремни, не мора и да се, може и студенти да сме, ама возраста таа ти треба. И да што сакаат да работат, нешто символично, колку да им кажеш дека ги почитуваш, нешто многу символично, колку само нели да не биде. Онака баш така му го дав советот и седнавме, ај сега да направиме, пошто немаше онактери, викам ајде. За тој или каков е тој карактер. И го направивме кастот. Го развивавте ликот во диалог? Не, тој го имаше сценариото. Ага, Сценариото, кастингот го направивме заедно. Така, браво. Да. Не знаем ова. Да. Па кој актер, па тој така ќе одговара, вака така. Јас така му помогнав, заедно го направивме и супер излезе кастингот, интересно не беше, се смеевме, не ни беше проблем да ги играме тие ликови и тоа што генерално ги имаме некако таа енергија, како што мислам дека точен каст. И исто приказната е многу добра. Мене камерата како слика не ми се допадна, ама приказната е супер, приказната е тоа во секојдневието што се случува. Дека жените се многу позрели. Не знам ова колку е вистина, ама еве како некој е. Позрели сме и порано ни работи тој биолошки часовник, сакаме да ги гледаме вредностите малку поразлично после некое време. Сакаме да оформиме фамилија, убавината ја гледаме во топлината, во љубовта. А кај машките? Кај машките некако се плашат од тоа, се плашат дека ќе бидат у затвор ставени. Некако многу е се у последно време јазда од крајност во крајност има многу свесни битија што знаат кај тераат, што знаат што сакаат и што ги виделе работите. Но твојата општа перцепција за светот? Општо кај нас, па еве сега сите се нешто само се пие, се дрогира. Не им се соочува со себе. И живеат уште со мама и тато до 40 години. Па нормално. Зошто е нормално тоа? Па убаво им е, како зошто? Нема одговорност? Треба сами, па да. Па треба само он да си прави, да си готви сам, да чисти сам. Вака која има кој да ти чисти. А зошто е тоа така? Зошто побегнаа мажите? Зошто се повлекаа? Зошто си останаа во детството? Зошто не еволуираат? Маж до пред 20-30 години се трудеше да се докаже пред себе, пред општеството. Заради мама и тато. Заради тоа што мислам дека генерално, посебно е кај нас гледам, дека мама и тато генерално се напатени. Значи, они се мачеле и сега ради тоа што они се мачеле, не ќат детето да им се мачи. И го жалат детето. Арно, како викаат, не жали да не видиш за жалење. Што после падат. Тоа е проблемот. Не знаат да бидат строги. Тоа е љубов е. Љубовта е и строгост и се е љубовта, не е само ајде сега си умил. Значи, малце да воведат некој ред, да се каже сега за твое добро. Пошто вака им одмагаат, ама тоа е несвесно само. Надица, ова е... Тоа е мој став, може би сум грешка. Ова има разлика измеѓу
например, урбани средини и вака провинција, например, дали ти е по... Исто, ја? Исто е сегде. Исти Исто е се. сега се е на интернет, се е со социјални мрежи, кој на што ќе закачи, тоа мислам. Па кај сакаш биди. Освен ако не си у планина, па да си Не си живееш. црна овца у фамилија, не се Сум. курчи, атрактивна. Сум. о, Тоа го правам само ради маркетинг, крај тоа што тоа продава. Така. Тоа го кажувам у првото шоу на многу смешен начин, ама сега да не ти го вакво. Да, тоа го правам баш поради тоа. Тоа сакате? Лила е сакате? Ајде, еве Вили, што ми треба за Лила? Ајде, на лице место трансформација. Може? Таков плакат сакате? Ајде. На Лила Да. и требаат силикони, тебе не ти требаат. Не, супер си Лила, нема врска сега, како инспирација мене ми е супер. Ради тоа што нели, пак некои архетипи на луѓе тука ги земам и јас ги играм, што јас си ги имам секако. И многу се интересни. Таму устари Ја и завидувам на Лила, пошто сме колеги, блиски, релативно, се знаеме. Ја и викам, Лила, пошто си е шармантна и атрактивна, она може и еднаш неделно, може и еднаш месечно емисија да прави. Она нема потреба 2 сати секоја вечер, па да збори, па... Не ме гледате, слушајте ме. Тоа е тоа. Убавината, луѓето сакаат естетика, не ќе суштина. Мислиш ли дека се уште тој кликбейт на убавината и атрактивноста и па таа малце вулгарност е попривлечна од што интелектот, од што суштината, од што театарот на абсурдот или театарот, андерграунд театарот, каде што мозок ти чачка, каде што интелектот го буши. А денеска се вртиме ние се повеќе помеѓу мажите се вртат на атрактивна жена, жените се вртат на атрактивна успешен, жена. на атрактивна жена. А мажите се вртат на атрактивен маж, успешен, со многу пари. И едноставно вредностите клапнаа, нели? Велиш семејни вредности, Да, ама парата е послатка, со неа си купувам слобода, си купувам љубов, си купувам мерак, купувам хамбургер, не јадам здрава храна, ама хамбургерче. Па ако ќе ми поминем овакво, што ти викаат? не знам, не. Што вика? Не, нешто. Вика прекини. Не. Татко ти вика ќе те претепам ако продолжиш вака. Не. Не? Не го превртуј телефонот, телевизијата е демистифицирана, поготово мојава емисија. Јас сакам вода или што вода со ракијава. Значи, дали примети дека 3 пати побаравме да ни донесат чашка? А зошто не ни носат? Затоа што баш и ме гајле. Дали Да разбираш? им се јавиме. Ме слушаат и седат вака се. Абе, дечки, да не треба да почнеме се соблакаме тука па за да вакво. Го слушаш ли сега Паскали како трча кој рече соблакаме? Ке се потепа човекот. Па така. Добра си, знаеш каде да боцне. Да. Ја испи водата? Да. Дај да ти ставам газоза. Ама ќе почекаме друга вакво, јас и водичка сакам уште да си ставам. За да се... За Не, вода благото сум. да не те... Тоа ми е мене другата. Да, благото да не те... Не, вода сум. Водарка. Водарка сум многу станата, порано не пиев вода, последниве 10 години пијам, ама многу пијам. И тоа не можам да ја пијам скопската вода. Нешто ми се има у глава дека не е добра и дека не знам. Имам гледана документарци за водата и такви работи, имам испитувано. И у Цептер имам работено 1 месец. Колку да видам тоа како се испитува за водата. И немам врска, веќе и тогаш бев навлечена на вода. И не можам, ако не си купам вода, не можам од чешма да пијам, не можам да спијам. Криза ме фаќа, идам до бензинска, до некаде идам да си купам вода. На тоа сум навлечена, ама нека биде тоа, другата. Јас сум на Кожувчанка. Само на тоа живеам. Да, јас изворска. Јас сум на Кожувчанка. Исто на Кожувчанка, па јас сум и- Кожувчанка, всушност знаеш дека сум порасната на Кожув планина. Не знам. Да. Од кај да знам? Да. Како да мајка знам? Мајка ми е Ништо, таму од кога село. доби Оскар, ништо не кажа. Ништо, па сега тоа селото, опинците, еве ги. Да, порасната сум на Кожув планина. Донеси. Фала бе, фала колега. Да почекаш шишето да ви го дајам и вие да си стаите. Ке им го ставиме, не се секире. До сега не сум пиел газоза од вакви мали Да. чашчиња. Тебе како мало девојче малце поише греота си.
Ја бидејќи возам. Добро. Па ќе треба да те Ако, вратам до дома. ако. Добро, добро. Јас кога почнав да пијам, татко ми Газоза. газоза. Почитувани гледачи, кадар, режија. Пиеме сок, че се зафркаме. Ладен чај. Кога почна да пиеш? Кога почнав да пијам, ми беше забрането. Живи здрави да сме. У Неготино забранено пиење. И ја прво, нели не смееш тука, татко ми строг. Мека, Супер е. мека. Да. Многу мека. Женска. Да. Женски, мек Знаеш ли чај, како, мек знаеш ли чај. како го сретував татко? Како? Кога ќе И таков ја ме чека. До 1 сум пуштена. Или до, па сигурно. Ау, ова е со касно палење. Леле, која превара? Супер е, Ау! И чекај да ти докажам се. И ме чека и таков. И ја веќе се сум испила 2-3 пијачки, не знам, и таква готово ме фатило дете. И тако, проба да видиш на алкохол, ме чека, ноките, црна темница дома, он седна, чека. Шо е вам, да ми смрдиш на алкохол, пиеш ли? Ја прво се криев дека не пијам и после му викам. Абе, тато му викам. Абе, ти викам, черките нели треба да оде Скопје да студира? Ами што таму сакаше да опијат машките? Од една пијачка и да се опие. Ами тато кондиција ми треба, бе. И така му викав. И не знаеш што да ми каже, се смееш. И што ги ми прави? Среќен ли е барем од брат ти? Да. Што прави брат ти? Има и внуче. Има и Јас внук. имам, тетка сум. Добро. Јаков. Добри сте, добри Јаков, сте. поздрав до Јаков, тоа ми е најголемата љубов. Значи, тогаш ти имаш слобода да правиш што сакаш. Одлепена си, откачена си. Да. Дали си ти најсмешната у фамилија? Не. одлепената. Имаш? Сите сме смешни цело време. Мислам, Треба едно реалити шоу тогаш да не направите. мора да толку. Не мора да толку. Океј. Значи, остануваат овие планови. Сега уште останува да видиме. Глумиш у една епизода, која е исто така дел од студентска, а која ослободи Алфа и таа може да иде по фестивали и таа може уште подобро да помине, кај што си самовила. Да, не земај тоа е- повеќе од што можеш И да... тоа е всушност, да, тоа беше во склоп на каков испит? Специјалистички испит. Специјалистички испит. Не гризе повеќе отколку што можеш да изедеш. Да изедеш. Да. И Таму самоувила играм. И таму е... Не, таму има... Не знам зашто се самоувила, така гласот го прави цело време. Без веза или нешто такво. Високо, нешто без веза. А сега се смеам кога ги гледам. Не дека ги гледам толку, ама чат пат нешто ке мисли, се викам, зашто ме вака гласот си го прави? Назална си. Нешто така. Во изговорот назална Да, си. да. Не си на грло, на Да. нос. На нос, таков- да. таков ми е, да. Таков ти е гласот. Дека Да си цел на нос. живот алергија. Синус. Па не си се Со инхалирала. флексоназе сум вакво. Еве го. Ама да не го мешам само со Со ракијата. Дека е кортико, така се вика тоа? Да? Да. Еве, И што ќе ти кажат? флексоназе. И што ќе ти кажат неготинчани кавадарчани за ова? Оз тебе тоа те Оз тебе инхалирај. тоа написе ракија. Има посебни ракии за што? Ова е што? Гроздова. Да. Добро. Не па грозија, неготино грозија, кавадарци Океј, грозија. има ли посебни ракии за што? Која е за грло, која е за глава, која е за не знам, за се. спиење, Не, за не, све. Тоа Таа е едно. 5 во 1. Педу. Да. Треба стендап да направиш само за ракија. Да, треба. Ќе ти ја дам Шнапс. ќе ти ја дам мојата епизода за ракија. Прашај го Максим, одушевен е од неа, ќе ти ја покаже и таму ќе се едуцираш прилично. Цела Македонија коментари за ракија. И ја малце лукаво ги навлекувам на муавет. Не, па ракија имаме на другарка во Англија сега она. Дијана, дичи, од Неготино е. И ми се јавува еден ден, вика, баце се викаме. Баце вика, сонувам, вика, сон, вика, че сме иделе кај тебе у Скопје нагости со авион, вика. Ама авионот, вика, за сат време трга, вика. И на брзина се пакујме, вика, и ставаме основни работи, гајчи, чорапи, ракија, и идиме.
Така да тоа е македонското, основни работи. Гаки, чрапи И и ракија. Без тоа не тргај на пат. Але ти Добро. знаеш дека едно зимо бев во Германија да работам преку зимо. У Шварцвалд, со колешка една. Клиник? И преку агенција во Роршах. Роршах? Роршах се вика, не Роршах, Господе Боже, што беше тоа Роршах? Роше? Не, чекај. Ротвайл. Ротвайл како куќето, така се вика Добро. градот. Роршах беше у А, Швајцарија. збориш за градот. За градот. Ја реков Не за битно. компанијата. Не битно, Добро? у Бургер Кинг. Добро. И требаше да почнеме од 2 јануари. Значи на 1 имавме лет. Да почнеме од 2 со работа. Тој од агенцијата ни најде смештај. Ја викам ќе си најдеме сами, ја веќе знам искусна. Не, вика, ја не можам така да ве оставам 2 девојчиња. Не, ќе ви најдам јас. Добро, ни го покажува, добро. И стигаме таму. Како што стигнавме, не пречека тој еден Себо. Себатијан имаше еден македонец од Берово. И не пречека. И не пречека. Беровченец, Себатијан. Неготичанка, Кавадарчанка. Не, чекај, ова е сега уште појако. Стигаме таму, значи снег има до горе, не пречекува и ни вика еве го смештајот. Смештајот многу помалено. Не знам, 5 пати помало од колку што беше на сликите. И осе тоа што е таков смештајот, со уште двајца внатре во смештајот од прилепи, тие дошле пред 2 дена. И на нив им кажале дека ќе седат сами и на нас ни кажаа дека сами ќе седиме. Значи тоа беше И ве пикнаа во иста соба. да, во иста соба, тоа беше се вака, скоцкана само на сликите изгледаше широко. Ја е она на спална, они на кревет на спрат. Они шокирани ради тоа што требало сами да бидат таму, ние шокирани дека треба сами. И од старт се хейтавме со нив, не се поднесувавме. Во едниот женет, колешка ми од Прилеп. Тој е едниот женет у Прилеп, прилепчанец. Сега од кај па сега на жена, како ќе каже на жена му дека тука има уште 2 женски и едната па од Прилепе. Кој ќе му поверува? Идеме таму градот, ние да почнеме да работиме со документи, се. Тој да вика, нема сега работа, дури на 10 веќе почнете да работите. Сега со двајца македонци, ние треба таму да седиме, пошто толку ни се парите, треба да почнеме да работиме, да знаеме сигурно дека ќе работиме, за да бараме друг смештај. А немаме ни превоз што е најако, таму некаде забутани бев. И ја на Божик, или на Бадник беше, нема што да ќе правиш, се караме, седиме, не се поднесуваме, ништо, ја извадив ракијата. Кога се запивме, и таму ја научив од Джейн Неделја, знаеш ли? Неделја и сви сте ту, све подсеча на среќу. Неделја, а више вас ја, заграли ти нечу. Ја знаеш ли? Од Джейн, пее за неговите, за моја мајка, што ќе каже, не знам таму. Како ја научи? Не, Овие тие пееа прилепчаните? Да. А? Тој Себатијан, тој пушташе со многу јако озвучење од Азиз песни. И од Азиз ги научив песните. Се смувавте или Не, пријателство, братство, единство? Какво мување бега? Не, се начукавме. Излеговме таму у една биртија, еден грк што ја водеше. Значи, не знаеш кој. Значи, прекршот си направивме 200, тој едниот возеше пијан, пошто од Себатијан колата ни ја даде. Уште на тој ден дадовме сите пари што ги имавме, дадовме за да го извлечеме од станица. Тоа, ама не, мислам дека тоа ќе го памтиме сите, например, со ракијата, како и викаме, дај, пичку матер, више кога не работиме за Бадник, за Божик, дај да си направиме тука мезе се поред. И така, тоа беше, многу имам ја причи, уствари, што сум била натаму нааму, свашта. Сите овие приказни во само добро сценарио, нека Да. ти помогне некој. Има. Колку трае твојот стендап? Па час и 15 минути, така. Фул е онака или имаш простор за импровизација? Во не се курчи, имам пауза, намерно ја правам цигара пауза, имам зошто таму, имам и текстче некое тука за цигарите. Така да имам 5 минути пауза таму, имам менјам аутфит. Тоа е така цело. Инаку немам во претходното. Саат и 15 минути цело време. Имам моменти каде што има простор да се импровизира и тоа е многу интересно кога во моментот ќе ти текне нешто и така се гради всушност стендапот. Вода или ракија на сцена? Вода. А Ќе ракијата кажав на ракија. паузата? Не, ретко пијам ракија. Порано пиев многу, сега не.
Стварно пиев многу. Во студентски 30 години имаше 20. Па рачуне, дете пуштено од ланци, дојде на тогава студентски дом, тоа на друг факултет, на драмски не ме примија, на технолошки бев. Морав некаде да се вакво. Со ракијата во Гоце студентскиот, и таму правев шишиња, ги цртав. Креативноста ја трошев на такви работи. Правев фризури, шминкав, правев пари многу тогаш. Цртав ѕидови. Со бормашини, со осигурувачи научив да работам, да кречам, да сечам со пила, да правам мебел. И ако некој сакаше да те смува, не можеше да те опие. Не. Ти поправо него ќе го опие. Не. Да. Со кондиција. Тоа беше, да. Така, татко ми беше раат. Надица, многу ти благодарам. Режијата ќе ја замолам. Овие... Ова е? Извини. Да, ова е исто од нашиот театар представа, сега видов, Грета. Чекај, застани малце. Да. Да дадам инструкции, па ќе кажеш. Секако, да. Режија, значи, ќе ги пуштиме низините скечови кратки кои ви ги дадов за нели од стендапот незин, некои си 15 на минути, а потоа и двојно наградениот филм Tell Me We Are For Real, каде што глуми Надица. И Надица за крај сакаше за Грета да кажеш Па да, дека представата? сега не знам како сме на втори, мислам дека имаме во МКЦ Кенди, една многу интересна представа од нашиот театар. Така да, не знам сега, чекај да се снајдам. Можеме да видиме и на самиот театар на страната. Вака, малку поспоро. Сакаш да ја најавиш? Сакам да ја најавам, значи представата е супер, јас не играм ова представата. Ова е од театар Златен елец. Да, да. Добро, ова Еве, да. Кенди. Да, Добро. Тизерот. да. Режија, да го пуштиме тизерот од представата. Океј, Надица, значи, што е оваа представа? Да, еве, ќе го прочитам. Многу не видовме од овој трейлер. Да, многу, значи, тоа е Кенди е дуодрама, значи, се зборува за зависност кај младите со фокус на опијатната зависност, според романот на Лук Дејвис. Авторски текстови и материјали има од ХОП, со опции за здрав живот Скопје. И представата е, значи, анатомија на една љубов, шетање низ спомените на еден пар, чија љубовна врска постепено се изобличува ради тие зависности. Така, станува механично трагање по еуфорија, бегство од притисокот на секојдневниот живот и траумите. Значи, тој што сака театар ќе му се допадне представата, мене многу ми се допадна лично. Актерски е многу моќна, емотивно е многу јака, многу добро го доловуваат моментот на таа патња и Страдање, да. Така да, убаво е да се види и тоа, треба да сме свесни дека има и такви работи, да знаеме да имаме љубов и за тоа.
Знаеш што ми е интересно вечерва со тебе? Ја мислев дека многу влечеш опашки од некои, да речам, врвни, култни работи, но гледам дека си еден слободен ум кој сам се гради и кој ги гради тие вредности кои јас како бумер од таа бум генерација или X генерација подочно, сме изградувале ставови врз тоа. И ова ми е многу интересно што ве гледам дека не сте се оптеретиле ни со Чехов, ни со Брехт, ни со Фройд, ни со Јунг. Јас сум читала од се помалку. Ама не се влечете Па толку. не сум закачила, од се помалку собирам јас. Тоа што ми се допаѓа ќе си го земам, тоа што не ми се допаѓа нема. Многу ме интересира овакви. Има ли други вакви театри како вашиот, овој Златен Елец? Да. Венец. Па има. Како сакаш, битно златно да е, битно убаво. Јас така викам, како сакаш, викај ме, само за убаво викај ме. Пошто имам ја варијанти на името 200. Има театри независни, има сега и у последно време многу. Мене ми беше интересно како ние за време на корона, всушност ни се рековме нема врска, нека има корона, ние театар ќе правиме. Така, за време на корона ние всушност имавме првата представа. И всушност во Македонија првата представа после, како се викаат тие затворите што беа? Има термин некој. Карантините, фала. После тие карантините, значи првата представа што се случи во Македонија беше со театар Златен Елец. Среде карантин го снимивте и овој наградувања студентски филм. Така. Разбирливо е и тоа е во едно лудило на паноптикум, кога се наоѓа духот во буквален затвор и кога немаш бегство, едноставно креативноста експлодира. Ама тоа се веќе други тези. Мене ми беше супер. Јас знаеш ли колку слики направив? Сликав. Правев мандали со контурпасти, со чуда, многу убави слики направив и толку ми беше убаво што беше тивко. Леле, ми беше мене онака одмор за се. Знаеш, сликарите кога умирале од глад ги создавале најубавите дела. За жал. Добро, јас имав среќа тогаш, добро бев онака, не бев за да умрам од глад. Не, сакам да кажам, кога уметникот е ставен во екстремна ситуација, па во криза. Па ете ги, овие се такви приказни, јас што ги зборам, само што ми се надминати тие работи, не ми се мене, не е да ти биде жал кога го гледаш, него смешно е, и тоа што мене ми е смешно, јас се смеам за тоа, кога јас сама се смеам за себе, мислам што следува не е нешто. Ти благодарам за твоето гостување, навистина сум пријатно изненаден од тебе, иако те знам само вака on distance, ама вака во личен однос, многу си шармантна, многу си интересна, има многу личност во тебе, и се надевам дека повторно ќе ми бидеш гостин со некакви ловорики овдека. Да. Супер за ракијава, ма овдека така. Се надевам дека еден Глен Фидик ќе донесеш затоа што си добила некој Оскар, Еми или нешто слично. Со нарачка одма, почна. Ама добро, нека ме гледаш таму. Нека ме гледаш таму. Те гледам таму. Да, супер, фала ти многу. Ако не, режисерот ќе донесе. Ето. Океј, Да. Ти благодарам уште еднаш, поздрав до тебе, а вие, почитувани гледачи, во продолжеток ќе ги видите дел еден колаж од низиниот стендап на Надица Петрова, како и наградениот филм каде што она глуми. Лека ноќ и пријатно од мене. Ја решив да одам у Германија. Имам таму проект, таму ќе глумам. Не им кажав дека ќе глумам чистачка. Ама цел Шекспир го пројдов во таа вецинјата. Партали, глумев таму цело време, плачев, се смеев, истеришев, се треска под земја. Малку за ненормално ме мислеа. Шо има мислеа? Макдоналдс. Фронтално сум наместена, крупен кадар. Имам поубав костум, имам текст. Они не знаеле за кој си фатиле работа, они не знаеле дека со гумица си фатиле работа. Тој текстот партали го направив за 2 дена. Кај си тука за овие дилери, познаеш шо имаат, полиција ако те фати. Со дрога, со сеќе завршиш во затвор, плюс и немаш документи. Си мајката, викам, леле, шо ќе правам сега? Паника, сите тројца во затвор.
Само ја гледам мала, да иде у затвор. У дом ќе заврши девојче. Како аз догледам, свеќам дека не личи ни на слажа ни на овој. Ова е украдена од дом, бе. Овие со бело робје работат, бе, Надице. Чека седам од кевето. Викам, Господе, ова е го преживам. Ти ветувам. Нареден пат, 5 пати ќе проверам пасош. Гледам мајка ми и татко ми, гледаат вести. И на вестите. Надица Петрова, Оскаровката од Неготино, најдена на парчиња, на стовариште близу Виена. Ден на жалост. Леле, кога почнам да си плачам. Па такво ги гледам сите од цела Македонија. Доаѓаат на погреб. Сите плачат, сваѓам колку ме сакаат луѓето. И убавко ми е, ама и тешко ми е. По ковчегот ме ставаат на парчиња, па невестински фустан ми ставаат, дека не сум мажен. Срекна. Стигна до станчето и шо прави жена кога ќе се врати од странство после 3 месеци од странство? Кај звони прво? Каде? На депилаторката. И тука, ово е нешто млижева кругало ми е тука. Надица колку си јака. И само се вртам вака да му го отворам вракчето. И само кај шо беше. Ми прави. Огледало. Бронзена, јас пустите. Ама до пола. Од пола надолу шарена крава. Со лентите за депилација цела боја сум си ја извадила. Ужас. Не е така, како што ни прикажуваат да рекламите. Не е така. Не е такво. И вецето не е такво. Ако се туширав со него, вака ќе се туширав. Ваква цела мазна природно. Немам ја тука влажна нигде. А пред да се сретнеме со него сум се брзина, вака сум се мачала цела искривена со тоа. Нема, ние мислиме како на рекламите дека вака тука прска тушот. И јас најубава ваква се туширам, се галам. Не, тоа горе ми е скршено. Ама и да не ми е скршено, ке прска, не смее да прска, пошто им тече на комшиите доле. И он доаѓа, легнува до мене, у бела кошула. Каде бе у бела кошула, бе, кој ќе ти ја пегла, бе, таа бела кошула? Ама не, она во таа бела кошула, со 2 чаши црвено вино. Да, и многу природно дека тој од неговата чаша ќе се потури на неговата бела кошула. И јас ќе ме собрачам кошулата од неговото прекрасно градено тело, ќе ја погледнам вака дамката со насмевка, ќе го галнам и ќе му кажам: уживај му, Маријел. Не искача тоа така. Со Арио, со Вениш, со Варикина, со што сакаш. После 5, 6, 7, 8 перења пак ќе се познава таа глупата дамка. И кога сме веќе кај црвени дамки на бели површини, не е така како на рекламите. Не можеш ти, срце, на прв ден добиено да ми се шеташ по хеланки продзирни, на джогинг, она тргнала, на джогинг, трчка! Весела наја, трчка со водичката! Свежа улицата, трчка! И само ти се врти вака со водичката и ти вика: шо ти не знаеш за новите евредеи? Со брат ми кога јадевме ќотак, а поплачавме на гласа кога чуваше и ќотакот. Вака те мават и само ти прежа. Тоа се вика нем крик. Кој е така бе, отколку мајка ти да ти се дере? Кој е татко ти нека те швјакне? Шо тука се дере? Нека! Шо ма тука? Шо се ставила тука? Не чера да ти го станила! Нека! Шо ма тука? Нека треба да го пушти дето, може да го може да избавиме! Нема да сега тука да дерето! Место не си го тръзнала, нема зашо да јаде! Моли двојката! Моли да ти малсу, ма двојката! Проблематика жена не треба! Удри ме! Не ми се дери! Удри ме! Зимам мастика и чвакам вака през мастика. Најца мастиката.
И јас знам само, вадам, гледам очи, ставам под пут. Имаш дисциплински мерка број 1. Те прашува, жешка или тешка? Бирај, просто еднаш, два пати, ако не те зашљакаат на грлото, исто кога не те сакаат, бе. Имаш тука дечиња сите по 5 години и сите пеат. И имаш тука до ре ми фа ми до ре, ре ми фа со фа ре ми, за сите деца, да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај. И следува 5 годишната Надица Петрова. Почна да слушам нормална музика. И викам на моите, ало, шо сте ми направиле, бе, на 5 години, бе, нормални ли сте, ало? Gen Z генерација, не знам дали ви имаше фиксен телефон на времето, кутија вака, со слушалка, вака со вртење, со кабел поврзано, и звони вака. Трчате цела фамилија кој прв ќе се јави. И ако некој тебе те побара, треба да каже од која фамилија и зошто те бара. И викам, мисли, макросекунди. Само лепа ми може да спаси. Кога да става мајка ме пречупува, со папучки, со песници, шо најде мама по мене. Таква пруа. И ја така, јој, мамо, јој, све ми душа дава, да се спасам, јој. И само пошутки. Нема кај да певаш. Дипломирав и сега чекам да ми се јават да ме вработат. Третиот месец веќе нема пари, јас послава 10 килограми и звони, непознат број. Тоа е тоа, Надице. Ало? Надица Петрова? Да, јас сум глумицата. Се јавуваме од Тиго. Имате неподмерен долг од 4000 динари, ве замоливам во најбрз можен рок да го платите во некој од нашите најблиски филијали. Ало, мамо? Ја ќе дојдам да ве видам. Си ги собрав парталите, се вратив назад во Неготина. Надица Петрова, Оскаровката од Неготино се враќа во родениот град! Сите роднини, кршење, мавање! Комшиките се тепаат да се сликаат со мене, мајка ми тука телохранител. Ебе, оставите го, бе, девојчето, оставите го, не ли гледате колко е слабичко, бе, че го испокриште. Зим, дојди вам, моли дете, шо си се направил овакво, бе, шо личи, шо е во, многу си слабо. Ама за улага ми. Да ќе ви кажам како станав глумица. Имав еден дечко. И ми викаше, абе муце да се пукнеш у баба си, била глумица си у баба. Најче, спасуј се. Абе шо ви е, бе, ќе видите кој ќе дипломирам, бе. По театрите ќе се тепаат за мене. Ќе бирам у кој театар сакам, од тој ќе се вработам. Ја ќе бидам таа што тој режисер. Режисерите? Но ќе се срамат да ми се јават. Ќе викаат, абе шо, кај мене Оскаровката од Неготино, ќе ми се нафати за 15.000 евра тој лик да ми го игра, нема шанс. И така ги уредив и се запишав. Прва година има коч, глумам статист. Ова е песна против курчатори, да се пее за курч да истера. Втора година поголем е курчат, глумам статист со задача. И после селјаците бајага ми украла песната. Требаше тука да се средам авторски права, али ај тоа. Трета година уште поголем курчат. Статист со реплика.
oči neke druge, uvek sama s devojkama. Четврта година, тука веќе стварно има зашто се кручи. Статист со 2 реплики, уште ги памтам, путни се. И денес решив да ве подсетам кои беа тие реплики, сите ги знаете. Само ќе морам да влезам у ликот. Друге ноге, заигране. Дојде. Сметката за струја. Ти викам, вечерва ако не влезем во галопирачка врска, се откажувам. Да, така сестро, биде ги само Ана и Сашо до кај се. А ти? До кај си со Тони? Оф, го сакам. Иако некогаш знаел так да ми извади со неговите нереалистични идеи, но сепак под сето тоа јас гледам еден навистина семеен човек. Да. А и јас сакам со нешто да се пофалам кај Сашо и Ана. Добро. Ти гледај среди си со Марин. Ако успееш да го сигнеш од звездите. Се сеќаваш ли на муабитите од средно? Како ќе имаме совршени венчавки и како течињата ќе ни растат заедно? Ке бидат пресладки. Ајде. Ке задоцим, ајде. Браво, шампионе, браво! Батенан! Што бе, браво бе, не ли на други ме рече да пишам? Не бе, ти кажам да пишеш кет, защото ти двојка имаш. Ајде. Ау, извини. Опа, нема пиво, трето машала. Ајде, не пиво, ајде. On je u prošloj sezoni onako igrao promenljivo, jedno vreme je bio starter, a onda to je bilo glavno prve sezone, a onda je odlučio uglavnom se kupe za rezerve. A pritom nije jasno bilo zbog čega. Планирате нешто да оставите сутре или денес пиете и за нас, а? Како не, како не. Tomu, dobra lopta, čeka, О, многу да не ни дојде. žulj, Добро да поише за нас. je topla. Живели. Морете си имаме ние за нас. Čo? Čo знае футбол, ништо. Luka se Да. moj Mourinho. Значи имајте предвид дека до 8... Чекај, го! Да бе, да, кај Сашо на Мекици, добро. Да. Све роднини негови таму. Како ме натеравте, не знам. Пипчето мора да го видите, морате да го видите пипчето. Пипчето, само пипчето, видете го. Времето му побега. Ајде, ово е. Ајде, пети по супер ќе видите на Мекици. Ајде, кога не се облякол кошуа. Дај бе, остави ме. И малку да излезеш од Малово. Што бе, рамо? Леле, ја кидам малку до тераса да земам воздух. Ќе дојдам и јас. Ајде. To je bilo glavno u prvom delu sezone, a onda je u drugom delu šampionata uglavnom utakmice gledao sa klupe za rezerve. A pritom nije jasno bilo zbog čega je naglo izgubio poverenje sa Kauterena i kompaniji. Ја и ти викам, не иде со право. Tomu
Ај, башка, знаеш, сам си ја поправам колата, ако не ми иде со адвокатура, веќе си станам механичар. Веќе виж после кој не излегал од мало. Кога ќе успееш, ме гледаш и мене во сликата, или? Може ќе ме носиш на некој убаво место, а? Како не, роче? А видам комбинации за 6 месеци милиони може да направи. А на Флорида на јахта ќе те носам. Мислиш ли дека се тоа така функционира? Се човек као мене, видам врски луѓе. Ќе најдеш некој, ќе подвиткаш некој правило. Знаеш како да ти работи. Има ли нешто што ти не можеш да направиш, а? Чек. Нема шо не можам бе. Рели воза. Бордан. Гитара не ја распирам. Лов, риболов да не правиме моја. Како ден сам појма немаш. Чек што више мислам дека можам и рана сам да се сушиам. Рече знаеш да танцуваш, а? Аха. Ајде да видиме колку си добар. Абе, утакмицава. Секогаш ги снимаш, ајде. Ајде, добре. Прими се да бидеш одушевана. Сакам вака кога е топло, пусто. Не те подсеќа малку на... Лудиот Макс, да. 3 пати ме тераше да го гледам. И коментарите од режисерот, од клаперот, од монтажерот, избришаните сцени и се. Марин, Да, како се гледаш тебе си во иднина? јас... Јас се мислам дали сакам да сум професор на филолошки факултет или сакам да пишувам романи, ослободен од стегите на рутинскиот живот. Тоа е убаво, ама мисле, дали се гледаш себе си како семеен човек? Дали може би сакаш да имаш некоја личност покрај тебе што ќе биде секогаш тука? Ја имам таа личност. Но не верувам дека Тони би можел да ми донесе семејство. А добро, и за да се случи такво нешто, прво треба да ја најдам таа вистинската. Ама, А има и секакви можности, околности, логистики, фактори на проблеми, на кредити, на... имам чувство дека со таа ќе биде во ред. Треба да се има љубов, разбирање, убавина. Треба да се има... Има. Треба да го има ова. Треба да има разбирање исто како што имам разбирање со тебе. Ќе ти слегна. Ей, слушаш? Чекај, да видиме што е работа. Ајде, играјте кола е 99. Се изморив. За 20 минути треба да излезем. Не знам ни дали ми се оди веќе. Убаво ми е вака со тебе. Нели е тоа сонот? Да? Ми текна. Професор на филолошки факултет, а во слободно време пишувам романи. Марин.
Не знам зашто мислам дека треба да се ориентирам само на една работа. Да, е тоа еден од соништата. За мене моментално единствен сон е сон. Запиши. Запишувам. Дај бе да си го облечам дресот, не можам више кошулава. Ајде бе, издржи, видиш да си убавака, ајде. Риба. Оставе. Риба? Реклама бе некоја за трски. Тој Мачуров му се јаде риба, изгледа многу голема јалка. За трски, за риба. Може да ви дам. Зошто? Се разбирам од трски. Сега само да намалам светло, многу е силно. Која е таа? О? Кажи ми која е таа, не сум од вчера. Па, да слушаш што ми збори. Рибарот и трската. Значи типично. Кога ќе се усериозиш, само не ми е јасно. Јас да сум сериозен? Да, ти. Абе, јас сум најсериозниот човек што го познаваш. Како не си, тогаш дај ми да видам. Што да видиш? Ти кажав реклама е, стигна нотификација реклама. Дај ми го телефонот да видам. Зашто да ти го Сакам да решиш што сакаш. Зашто? Па, имаш ли нешто да кажеш на тема? Можеш да видиш, пројде. Пошто ми изгледа дека цела вечер ќе се збори за тоа. Ја ти барам Не се разбирам многу од трски. Не се разбирам ни од врски. Само знам дека треба да се ужива во младост. Ај добро, академските цели секогаш се на прво место. Добро бе, добро сум се допишувал и човек треба да чува отворени можности. Значи, кога ќе се фокусираш на правите работи во животот, може да ми кажеш? Еј, доктор, кај вон, ти најде да ми избориш за фокусирање, а? Рибка на дома што ја чуваше, ти умреш што забори да ја наканиш. Сестра ми ја чуваше рибката и ти го знаеш тоа. Изгори. Значи, полагав анатомија на срце и знаеш што? Кога сме веќе кај тоа ти си опериран. Ќе ми спасувала живот и туф. До кај ќе стигнеш без таа твоја хуманост? Например, секаде? И каква врска има една рибка со 30 годишен маж што сака да си чува отворени можности, а? На што личи ова, е? Например, кажи ми на што личи ова, на што личи ова, а? Опериран сум, знаеш. Опериран сум, да, Ама од тоа ти што ми го бараш? Не само барам еден маж, не се плаши да облече кошула. Вака ми е удобно бе, не можам да ги трпам тие твои кошули. барам тебе да ти проверувам мобилен, да гледам што ти стига. Академскиот граѓанин Сакам да проверам, не ми интересира. почна да размислува за семејство, за фамилија. Не, ми веруваш ли? Тоа да, само се плаши да не избрза. Реклама беше за Никој никада не те брза. Само сакам да знам дали нашата врска ти значи нешто. Нашата? Нашата ми значи. Да, ми значи, потполно ми значи. Мислам, целосно веројатно ми значи. Мислам, добро, ти се стопаѓа Интерстелен, мора да ми значи. Не сакам да проверам, не ме интересира. Не ме интересира, не ќам ништо да проверам. Значи, не, ми веруваш? Не можам да те гледам веќе. Не можам да гледам како си го фрлаш животот во вода со едни глупави ливчиња и алкохол. Можам да ти го слушам гласот, бе, знаеш колку иритира? На скала на иритирачки звуци, прво иде алармот у понеделник са бајле, па после глупине музики од станица 26, па концерти на Желјко, на Мелјко, па не знам си што, и на крај на врвот си ти. Па не се секире бе, батка. Повеќе нема ништо да слушнеш, повеќе нема да ме видиш. Сега ќе си одам и веќе ништо нема да слушнеш, добро? Гледаш, сега ќе си одам и повеќе нема да ме гледаш. Повеќе никогаш нема да ме видиш, ајде кате. Чекај, мислев заедно ќе одиме. Ајде ви ти кажам јас попред колку се они сериозни за заедно. Ма чашите да ги изимам. Чао! Знаеш што? Но. Мислам дека на Кати се свидим. Ајде, беге, не ли гледаш дека сака да те мажи? Сака да ме мажи. Да ме мажи. Брат, не ли гледаш им цвикнало тоа пиперчето у глава? Бе, добро им цвикнало пиперчето у глава. Добро, мислев ки идеме кај Сашо на Мекици, ке си поседиме, ке си поправиме муавет.
Ти идеме, ќе се поселиме, супер, да. Идеме, ќе се забавуваме со нив, па ајде до година свадба. Нормална ли е, брат, бе, 31 година на сака свадба да правиме, бе, ќе се женам ја на 31. Немај гели, ќе се чуеме со Сашо, ќе се договориме, ќе се видиме. Не идеме сед, они ќе бидат таму. Паметно, да. Ај, дај джуйстиците, пуштај Fortnite. Ала, Машко! Ево ти, слушай. Браун джакет и блу джинс ми сврте муабет за времето на Ти мене много, 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 много ми се свиѓаш. Ти мене много, 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 много ми се свиѓаш. Ти мене много. Господи. Акција. Да те слушам. Знаеш колку ми иритира твојот глас? На скала ми иритира. Добра, не добра, сум се допишувал и човек треба да се чува отворени можности. Така, значи човек треба да се чува отворени можности, а заборави репликата. Рибарот и трската. Чекай. И... Ај, пали Fortnite. Да, брат, ни го изгаси на штека телевизорот овие две. Ајде, сега шири. Глупав алкохол и едни ливчиња. Знаеш колку ми иритира твојот глас, бе, не можам да те слушам. На глас. Ајде, не се глупирај, гледаш дека сака да те жени. Да ме жени. Па вајда би требало да ме маже, да ме жени. Гледам како си го уништила животот се едни глупави ливчиња и една глупава спортска и еден алкохол. Запркавам со... Ја не можам да те слушам веќе. Мислам дека на Кати се свиѓам, брат. Абе, нормален си, ти гледаш дека сака да те жени, бе. Ривката, Ривката. Кучето! Кучето! Камера иде? Све иде, све иде. Актери подготвени? Да. Акција. Ајде. Сега, чекај. Не слушам. До кауч. Јана. Сега ке завршам. Не ги идете, не ги идете. Ајде, стикај. Нека, нека изде. Остај го да вишам. Стоп, стана, бе. Прекини, бе, прекини. Може да бидам? Не. Зошто? Извинете. Вози. Не, брати ме го. Зошто? Добро, бе, добро. Сум се допишувал. И? Значи кога ќе Човек треба да се чува отворени можности. Кога ќе се фокусираш на правите работи во животот, може да ми кажеш, те прекинав, извини. Човек треба да се чува отворени можности. Значи кога ќе се фокусираш на правите работи во животот, може да ми кажеш? Ќе ми кажеш? Добро, Извинувам се,